Државната изборна комисија во пресрет на предстојните редовни председателски избори 2019 веќе има изготвено детален оперативен план, а усвоени се најголем број од подзаконските акти што се потребни за спроведување на изборите. Избирачкиот список за председателските избори наскоро ќе биде ставен на јавен увид и во период од 20 дена граѓаните ќе имаат време да видат дали се запишани и тоа дали се запишани со точни податоци и да поднесат, ако има потреба, соодветни барања до подрачните оделенија и канцеларии на ДИК. МВР го достави последниот извод од избирачкиот список, кој во моментов се обработува, за да се објави на јавен увид. И досега нема никаков проблем со избирачкиот список, изјави денеска председателот на ДИК Оливер Дирковски. И додаде дека прв пат како пилот проект на овие избори ќе им се овозможи на лицата во старските домови да гласаат. Во овој изборен процес прв пат како пилот проект ќе направиме да им овозможиме на лицата сместени во старските домови да го искористат правото на глас, затоа што досега не им беше овозможено да гласаат. Во консултации со Министерството за труд и социјална политика и од другите органи кои што би можеле да бидат вклучени во овој процес, се договоривме дека нема никаква законска пречка, проверивме дека нема никаква законска пречка на тие лица да им овозможиме, меѓутоа за да не избрзуваме со процесот, за овие избори ќе овозможиме на лицата во еден државен старски дом во Скопје и еден приватен, најголемиот приватен старски дом во Скопје да гласаат на денот на изборите, тоа во саботата, денот пред изборите, тоа ќе го направиме на ист начин како и за лицата кои што гласаат ден пред изборите, тоа се лицата за раселените лица или болните и немоćни и така натаму истите категории. Овие лица во државата се негде преку 2000 граѓани, значи во наредниот период треба да им овозможиме да направиме максимални услови да овозможиме да си го остварат своето право на глас. Исто така на овие избори за прв пат вечерта по затворањето на избирачките места и сумирање на резултатите, председателот на избирачкиот одбор ќе го слика записникот и ќе го прати преку Вибер апликација до Државната изборна комисија. На тој начин ДИК брзо ќе ги објавува неофицијалните првични резултати и ќе се спречат одредени намери за преправање на записникот. Вечерта по затворањето на избирачките места, по утврдување и сумирање и утврдување на резултатите и пополнување на записникот за истите, ќе биде задолжен председателот на избирачкиот одбор да го слика записникот и веднаш да го трансферира до Државната изборна комисија преку Вибер апликација, која што ќе ја овозможиме и со тоа практично ќе ви овозможиме и на вас како на јавност, а и да биде Државната изборна комисија брзо да ги објавува неофицијалните првични резултати. Она што досега беше забелешка на многу места дека доцниме со објавување на резултатите, а истовремено и ќе спречиме со таа постапка одредени намери на некои припадници или на избирачки одбор или други лица кои што учествуваат во процесот да преправаат записници одејќи по пат до Општинската изборна комисија и така натаму. Значи со ова ќе овозможиме уште поголема транспарентност на процесот и ќе оневозможиме други несакани действија. Уште една новина во Државната изборна комисија е и приречник за едукација на членовите за гласањето во изборниот процес.